Добродојдовте во вестите на Слободна Македонија. Јас сум Наталија Спировска, а ова се вестите кои власта не сака да ги знаете. Црвенковски со последен предлог за излез од кризата. Филе разочаран и откажа посетата на Македонија. Отпорот продолжи пред Министерството за култура. Лажниот инвеститор на Груевски остана без пари. Председателот на СДСМ Бранко Црвенковски денес упати последен конструктивен предлог за излез од политичката криза која власта ја создаде на црниот понеделник. Во изминатиот период, премиерот и владеачката партија во ниту еден момент не покажаа чувство на одговорност за состојбата во која ја доведоа земјата, рече Црвенковски. Тој го акцентираше однесувањето на власта со серија постапки каква што беше измината на доловникот, со што продолжи да се газат основните начала на парламентарната демократија. Почитувани граѓани, во изминативе 20 дена, на едно дискретно ниво, од повеќе страни се ставија на маса повеќе иницијативи за постигнување на политички договор и надминување на тешката криза во која се наоѓаме. Сите, буквално сите до последна беа одбиени од Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ. Денес, кога е конечно јасно дека бојкотот на локалните избори не е лажна закана, туку дефинитивен факт. Денес, кога исто така е конечно јасно дека оставките на опозиционите пратеници се подпишани и ковертирани. Во името на Сдружената опозиција Сојуз за иднината, сакам овој пат јавно и пред целата македонска и меѓународна јавност да го соопштам нашиот последен предлог за надминување на политичката криза во Република Македонија. Многу е едноставен, има само две точки. Прво, со цел да се овозможи учество на опозицијата и измени на изборниот закон согласно со препораките на ОПСЕ и ОДИХР, локалните избори се одлагаат за месец дена и ќе се одржат на 28 април. И второ, ако на тие локални избори советничките листи на Сдружената опозиција Сојуз за иднината освои барем еден глас повеќе од листата на коалицијата околу ВМРО ДПМНЕ, ќе има предвремени парламентарни избори кои ќе се одржат на 29 септември. И толку. Тоа е се. Значи не СДСМ и не ВМРО ДПМНЕ. Не јас и не Никола Груевски, туку народот, граѓаните со својот глас нека одлучат дали ќе има или ќе нема предвремени парламентарни избори. Ова е подадената рака на опозицијата за доброто на земјата. Граѓаните нека оценат кој е за одбрана на државните интереси на земјата, а кој брани други интереси. Одбивањето на речиси сите досегашни предлози од страна на Груевски резултираше со денешното соопштение на комесарот Филе, кој откажа најавената посета на земјава. Комесарот Штефан Филе потсети дека Брисел во повеќе наврати ја нагласил својата загриженост за настаните на 24 декември. Преку јавните изјави и посетите мои и на високи функционери понудивме да го помогнеме процесот на наоѓање решение. Европската унија и незините партнери изразија загриженост во поглед на настаните на 24 декември и справувањето со нив. Фрустриран сум од недостигот на прогрес во поглед на ставање крај на политичкиот застој, стои во соопштението на комесарот. Денеска, поддржавачите на отпорот се собраа пред Министерството за култура, каде што го изразија својот револт од расипничкото недомакинското трошење на народните пари. Беа акцентирани сомнителни трошења на огромни средства народни пари, за како што велат најголемиот криминален проект на власта Скопје 2014. Денеска се наоѓаме пред зградата на Министерството која стана символ на целокупното расипништво на овој режим. Синоним за забеганото трошење на народните пари, криминал и корупција. Речи се и да нема споменик од овој проект за кој не е вочлива разликата помеѓу пресметководната вредност во распишаните огласи и склучените договори. Само за 4 споменици разликата е поголема од 1 милион евра. Забеганиот проект Скопје 2014 не е дело на културата. Напротив, од културен и социјален аспект. Скопје 2014 е класично недело. Тој представува искривена слика за минатото, за македонскиот идентитет и искривена слика за потребите на оваа држава, народ и нација. Но во исто време, тоа е реална слика за приоритетите на режимот, неговата забеганост, криминал, перење пари и корупција. Свој став
за состојбите во културата изрази и професорот Роберт Алагјозовски. Ние како луѓе во културата осеќаме големо чувство на срам затоа што тие културата која што ја прогласивме за колевка, Македонија прогласивме за колевка на културата, тие ја злоупотребија на ваков бесрамен начин. Индиецот Субрата Рој, кој владата го најавуваше како инвеститор кој ќе вложи стотици милиони евра во Македонија, остана без пари. Откако индискиот суд ги замрзна сите негови сметки поради измама на милиони индиски граѓани. Со ова паѓаат во вода најавите за голема инвестиција на Рој во луксузен хотелски комплекс, за кој владата промени неколку закони и беше подготвена да му отстапи земјиште на Охридското езеро. Рој се придружува на низата сомнителни инвеститори кои владата во изминатите години помпезно ги представуваше, а кои никогаш не се вратија во земјава. Според индискиот новинар Кришнан, кој со години ја истражува корупцијата, Рој е финансиски спинер и тип на бизнисмен кој верува во подкуп на врвот, а не во директниот и честен бизнис.